Се наоѓаме во поликлиниката Аџи Бадем Систина во Битола. Наш денешен гостин во интервјуто на Актуелна тера е доктор Ален Јовчевски, дигестивен хирург. Добро дојдовте во интервјуто на Актуелна тера. Благодарам и поздрав до гледачите на вашата емисија. Наша денешна тема на разговор ќе биде хернијата или пак во народот позната како кила или брух. Што представува хернијата? Хернијата представува излегување на органите од абдоминалната шуплина низ отвор на зидот на стомачниот зид, кој што може да биде присутен како вроден или пак стекнат во тек на животот. Самата хернија представува, самиот отвор представува слабост, како што кажав, на зидот на стомачниот зид, кој што може да биде, рековме, стекнат или вродена, и најчести места на кои што се јавува оваа промена се обично папачниот отвор, потоа по должина на стомак, на средната стомачна линија или така наречени епигастрични херни, во предел на препоните, тоа се ингвинални или феморални херни, и во предел на одредени слаби точки на страничниот зид на стомакот. Во однос на содржината на килите, органи кои што најчесто може да бидат излезени низ овој килен отвор се оментумот или марамицата и дел од интестиналниот тракт, тенко или дебело црево во однос на содржина. Кој е причинител за појава на кила? Секој од овие херни, во зависност од локализацијата, си има своја генеза. Кај умбиликално, односно папучата кила, може да се јави кај малите деца заради недоволно, да кажеме, неадекватно затварање на папучниот отвор, кое што постепено во текот на животот, да кажеме, таа слаба точка може да се појача и да не остане отвор на самото место. Додека пак во препонската регија најчесто се јавува како последица на слабост на сврзното ткиво, кое што со тек на време попушта и доаѓа до формирање на кила. Кај кој повеќе е застапена килата, кај мажите или пак кај жените? Во однос на препонскиот дел, кај мажите е почесто застапена ингвиналната хернија, односно препонската вистинска кила, додека кај жените е почесто застапена феморална хернија, заради анатомски карактеристики во однос на женски и машки пол. Кај мажите почесто се рековме на ингвинална препонска, затоа што во тек на животот, како интраутерен, така и после раѓање, доаѓа до спуштање на тестисот на своето место во скроталната кеса, при што се повлекува делот перитониумот, значи марамица во тој канал и може да настане појава на кила. Додека кај жените тој процес не се одвива, меѓутоа постои, заради анатомски карактеристики, постои почесто појава на кила во феморалната регија, тоа е долж крвните садове. А кои се најчестите симптоми? Најчести симптоми за хернијата е прво оток во регијата каде што се јавува кила, тоа значи дека имаме едно испакнување кое што може да биде топчесто или пак со кобасичет изглед, потоа втор симптом, значи доколку имаме заглавување на одреден орган, да се јави црвенило и болна осетливост на местото каде што се јавува килата, и последно е да се јават симптоми на компликација од самата болест, во смисла на повраќање, отсуство на столица и гасови, дуење на стомакот, интоксикација во понапредна стадиум и слично. Како се лечи килата? Дали секогаш само со хируршка интервенција или пак може и на поразличен начин да биде излечена? Херните во детска возраст во принцип се гледа да се причека извесен временски период со цел да се развие мускулниот зид и да се тие слаби точки појачат, значи по природен пат. Не е исклучена исто така хируршко лекување. Меѓутоа, кај возрастните хернијата кога еднаш ќе се појави, потребно е хируршки да се лекува, додека човек во добра општа состојба, добра кондиција, значи хируршкиот третман е примерен. Доколку постои, значи, придружни болести кај возрастни луѓе кои што имаат проблеми со срце, со дишењето, со коагулацијата и постои неможност за оперативно лекување, во тој случај се препорачува да се носат појаси или брахерими, така се викаат, кои што се
помагала кои што спречуваат, да кажеме, појава на компликации на самото заболување. Меѓутоа, хируршкото лекување е главен начин на лекување на ова заболување, на овој тип на состојба. Самата интервенција се отвара местото каде што се наоѓа, се пристапува хируршки до местото на слабоста на зидот и тој се репарира или со тоа што се со помош на конци, да кажеме, се појачува, се плицира, да кажеме, местото се дуплира самото место, или пак се поставуваат во поново време материјали, синтетски материјали, дали се работи за гортекс или за полипропилен, значи тоа се така наречени мрежи познати по популација, кои што да кажеме се поставуваат на место и го заменуваат зидот кој што нормално врши функцијата, да кажеме, да ги држи органите во место. Колку може самата интервенција да се искомплицира? Кои се најчесто ризик фактори после хируршките интервенции? Ризик фактори се во принцип операцијата е еднодневна, осваја во група на еднодневни, што значи дека ако пациентот се оперира денес, утредента веќе станат на нозе и си оди дома. После една недела вадење на конци, стандардно како за секоја друга хируршка процедура. Проблемите кои што може да се јават од самата интервенција понатаму може да се поделат на рани и касни. Рани се оние кои што се поврзани со самата операција, значи дали се крварења или се роми или слично, кои што се во денешно време сведени на минимум. Во понатамошниот период, значи кај секоја, како и за секоја операција, потребно е да пациентот има некаква дисциплина или пациентка дисциплина. Тоа значи дека подигање на тешко да се сведе на минимум, да кажеме првите месеци не повеќе од 5 кг, во понатамошниот период постепено да се враќа во форма. Значи нагло дигање, кашлање, кивање, да се, да кажеме, раната држи на место со цел да се помогне на местото. Тоа е најголем проблем кај хирниите е рецидив, односно повторување на кила, која што може да се јави во поново време со користење овие материјали. Процентот е далеку помал, тоа е 1 до 2% вкупна оперативна популација, да кажеме, со тоа што доколку се јави рецидив, се враќаме од почеток. Повторно, значи, може ли се појави еднаш да биде направена хируршката интервенција, по колку по извесен период може да повторно да се појави? Секогаш може да се појави. Значи, имаме рани и касни рецидиви, меѓутоа тоа е веќе проблематика, да кажеме, проблематика која што не е нерешлива, може да се заврши, може повторно да се остави, ако еднаш веќе ставена мрежа, може повторно исто да се постави материјал, меѓутоа ќе треба, да кажеме, соработка помеѓу лекарот и пациентот и подобро разбирање и подобра дисциплина. Колку човекот може да ја носи извесен период без да има никакви ризици за својот организам хернијата? Хернијата, пак од искуство до сега постојат пациенти кои што се јавуваат на лекар со хернија после 10 на 15-20 години од кога е појавена хернијата и успешно се справуваат со таа проблематика. Меѓутоа препорака е лекарска, хируршка препорака е да се нешто лекува додека човек се наоѓа во добра општа состојба, во полно здравје, затоа што доколку се јават одредени заболувања во животот, имаме контраиндикација за оперативно лекување. Втората работа е дека компликациите на хернија во смисла на инкарцерација, да се заглави внатре црево или било кој орган, да тоа доведе до други компликации, дури живото загрозувачки, и од последниот аспект е тоа што хернијата може трајно, дефинитивно да се реши кога е човек во добра состојба и, да кажеме, местото е самото место на операција е потребно да се, кога се става страна тело, значи таа мрежа кога се става, потребно да биде чисто. Во случај да имаме заглувување, скапување на црево, истекување на цревна содржина, тоа е веќе постои неможно за, да кажеме, примарно решавање на раната, тогаш веќе на самата лезија, така да ќе треба да се во неколку акта може да реши тоа. Најчесто бабите и дедовците, кога децата скокаат, рибаат и викаат полека, да не настани нешто, сите се плашат, може би килата добијат. Колку е тоа вистинито и точно?
Па, не можем да кажем баш дека е комплетно точно, затоа што баби дедовци за се викаат нешто. Идејата е дека зголемениот притисок интраабдоминален, што значи нагло кашлање, кивање, имање тврда столица, значи нередовно празнење, комбинирано заедно со слабост на самото сврзнат ткиво или одредено место кое што постои веќе предиспозиција за појава на кила, може да доведат до појава на кила, плюс претходни оперативни зафати. Било кој оперативен зафат во абдоминална хирургија, гинекологија, урологија може да предизвика појава на посебна група на херни, тоа се вентрални или постинцизионални или постоперативни херни, меѓутоа тоа спаѓа во сосема друга проблематика. По завршената хируршка интервенција од вашата болница, кои совети му го давате на пациентите кои што ја напуштаат болницата? Па силно што го кажавме, да бидат дисциплинирани, да внимаваат да не се подига големи тежини, едноставно да се поднесува човек дека е во состојба после операција. Или редовни контроли, нормално се разбира. 7 дена после тоа вадење конци, после месец дена рутинска контрола и по потреба понатаму се договараме дали треба понатамошни контроли. По колку време може, пример, да посетува теретана? Зависност од типот на хернијата. Значи, ако имаме спортисти, значи оперираме и во групата на херни спаѓаат и спортски херни, каде што пациент, фудбалер најчесто или спортиста се оперира и веќе после 15 дена започува со, да кажеме, подготовки за враќање на терен. Тоа не се однесува за сите пациенти. Значи, да кажеме, негде после 2 месеци, отприлика би можело веќе да се почне под надзор на човек кој што е оспособен за таа проблематика, односно во теретана си има луѓе кои што се бават со таа проблематика. Јас ви благодарам за гостувањето во Актуелна тера, се гледаме во наредна прилика. Благодарам, исто поздрав.